Оние кои што не можат да не слушнат на локалната радио станица, можат да не слушнат на интернет, се разбира на www.radiopela.mk или на платформите Балкански радио станици и Ексио радио станици. И како што реков на почетокот на денешното дружење, имаме одличен гостин за муабет, за разговор, една личност која што долго време е на фудбалските терени, моментално настапува за Тиквеш од Кавадарчи, но е наш прилепчанец и мене ми е супер мило што денеска ми е гостин во нашата емисија. Вака виртуелно ќе биде гостин, но се надевам дека ќе имаме можност кога ќе биде тука присутен да биде дел и од нашата програма тука во нашето студио. Јас го поздравувам Јорданчо Наумовски, им посакувам добро утро, добар ден и се надевам дека линиите се како што треба за да си направиме еден одличен разговор. Добар ден и на вас. Дали ме слушате? Одлично, супер се слушаме. Јорданчо, јас те најавив на почетокот на нашата емисија и кажав дека ти си наше прилепско дете, но моментално играш за Тиквеш од Кавадарци и мора да кажам дека на последниот одигран надпревар постигна еден прекрасен погодок и мене ми е многу мило што повторно блеснува сјајот на нашиот везист, играчот за врска, кој што навистина долго време е на фудбалските терени. И мене ме интересира дали на почетокот еве играш во Кавадарци, дали ти недостасува Прилеп и победа како клуб? Нормално дека недостасува, но моментално ситуацијата во победа сите знаеме каква беше и затоа не само јас, туку има 10-15 деца што се од Прилеп, што играат во други клубови по другите градови. Нормално сите еден ден ќе се вратиме во победа, сега кога ќе биде тоа не може да знаем. Моментално јас настапувам тука во Тиквеш, сум одлично прифатен, клубот има високи амбиции и е одлично организиран. Нашата амбиција оваа година е да се влези во таа прва лига и се надевам ќе успееме во тоа. Играме бараж сега за 2 недели против Силекс или против Ренова, не се знае, и се надевам дека ќе го поминеме тој бараж. Колку Тиквеш е подготвен, рече дека одлично сте третирани како фудбалери, како играчи кои што дошле од страна. Колку клубот е подготвен да се носи со прволигашкиот статус? Тиквеш е клуб со традиција. Јас паметам кога бев во помлади години, кога играат Тиквеш и Победа, едноставно и Кавадарчани идеа во Прилеп, а и скоро половина Прилеп одеше во Кавадарци за да гледа еден надпревар. Искрено имам и коментирано еден надпревар во Кавадарци, но тоа беше помеѓу Тиквеш и 11 октомври на времето. Колку клубот е подготвен да се носи со финансиската конструкција која што ја бара првата лига? Финансиски клубот стои одлично, а исто така и играчки. Јас можам слободно да кажам дека моментално Тиквеш има прволигашка екипа. Има играчи што има над 150-200 утакмици во прва лига, што играат исто кај нас. Да ги набројам неколку, тоа е Мојсов, Вареловски, Столе Димовски, Симе Христов. Сето тоа се играчи што има над 150, 200, 300 утакмици, што се долго во фудбал. И затоа мислам дека комотно може да се случи да го поминеме тој бараж. Но ќе се случи да го поминете баражот, но што потоа? Обично знаеш традицијата вели кога клубовите ќе влезат од втора, од понизок ранг во повисок, тогаш треба една година или две адаптација за да се остане во лигата или пак веднаш испаѓаат. Какво е расположението кај твоите соиграчи доколку влезете, се разбира? Да, обично важи тоа правило дека потешко е да опстаниш отколку да влезеш во таа прва лига, но се надевам тука има добра финансиска конструкција со неколку појачувања, дека опстанокот во година, доколку се влезе оваа година, не би бил проблем никако. Има едно чудно правило кај нас овде во Македонија, може би грешам, но не знам дали ќе се служи со оваа констатација. Понекогаш е неправедно што големите фудбалски брендови, зборувам како Вардар, како Победа, како Пелистер, како Силекс, се во една многу сложена критична ситуација од која што или
ќе се најде излез или нема да се најде излез. Годинава еден од најтрофејните клубови во Македонија, Вардар, доживеа клубско фијаско. Што околу тоа е едно твое размислување? Победа игра во втората лига, жалосно, затоа што како клуб, како бренд не е за во втора лига. Вардар еве до година ќе им прави друштво на еден Кораби, на една Беса клубови кои што играле во четврта, во трета лига, сега ќе играат во втора лига, секоја чест за нив, но еве еден Пелистер едва обезбеди опстанок, тука и Силекс можеби ќе игра со Тиквеш и дали ќе го обезбеди опстанокот. Што мислиш едно твое размислување? Треба ли овие фудбалски брендови да се во една ваква лоша ситуација, без разлика што постојат и други клубови, но ми се чини дека победа Вардар, Пелистер, Силекс, Борец, еден напредок кој за жал едва и на стаклени нозе обстојува. Треба ли да бидат во една ваква ситуација? Едно твое искрено размислување, како еден обичен гледач, еве и фудбалер си инволвиран, но кога би слушнал за Македонска лига, сигурно ќе кажеш Вардар победа, Силекс, Пелистер и тие клубови. Да, па ова секако лошо е многу за македонскиот фудбал, се посебно со Вардар. Вардар знаеме сите дека е бренд и историја во Македонија. И сега, како што кажа, в година наеднаш ќе игра со Беса, со Кораби. И мислам дека треба да се направи таму онма некоја добра конструкција и да се влези онма во прва лига. И како што кажа, прва лига без победа, без Вардар, Тиквеш, Брегалница, Борец не е прва лига. И мислам дека посериозно треба да се сватат во тие клубови и да ги доведат тие клубови до прва лига. Каде вие тренирате во Кавадарци? Знаеме дека и стадионот таму се правеше или се реновира или се поставува тревнатиот тепих. Не знам до каде кај нив ситуацијата. Каде тренира клубот и дали си задоволен ти од условите во Тиквеш? Да, моментално еве тука го пуштија градскиот стадион и е стварно голема инвестиција. И моментално тренираме тука и тука има едно село, Марена се вика, и тренираме таму. Меѓутоа сега последно време тренираме цело време на градскиот стадион, кој е со сите високи стандарди. Треба ли според тебе фудбалерите кои што заработуваат за да преживеат, еве и ти си заработуваш за да преживееш, треба ли според тебе да тренираат во вистински услови, зашто кај нас во Прилепа и ти знаеш, си запознат со цела ситуација, клубовите тренираат или на вештачка трева, или на стадионот на Могила, а за волја на вистината вештачката трева прави многу проблеми. Знаеме дека таа не е за играње, па камоли за тренинг, а теренот кај нас на Могила и не е во вистинско светло за да ги задоволи потребите на еден играч кога тренира. Треба на тренинг да се пазите дали ќе стапнете на грешка некако, па да ви се случи таа непосакувана повреда. Што мислиш? Кои се вистинските услови за да се биде, да се континуирано да се има една кариера како твојата? Во меѓувреме, да те потсетам додека зборуваш, го гледаат нашите гледачи твојот гол, јас ќе се потрудам да го зголемам екранот да видат каков убав, фантастичен погодок постигна и мене ме потсети на многуте кои што ги даваше кога играше кај нас. Да, па мислам дека теренот е основен услов за една екипа да може да игра фудбал. Сите знаеме како е теренот на Могила, таму нема фудбал. Кој да дојде таму, која Шкендија да дојде, било која екипа, таму нема да има фудбал. Еве, пример од лично искуство, ние кога почнавме овде од Тиквеш со припреми, почнавме во село Марена. И тие месец-два формата на екипата ни беше полоша, да не кажам. Од кога почнавме тука да тренираме на градскиот стадион, ма се подигна формата и лично си осетивме фудбалерите. И сега кога зборуваме меѓу себе, сите коментираме дека од кога почнавме да тренираме на овој добар терен, дека почнавме подобро да играме. А замислете како е да тренираш цела година на таков терен и да играш утакмици на таков терен. Треба секој тренинг да се плашиш дали ќе го поминеш тренинг, да, а не дај Боже да треба да играш клучен надпревар за бодови, за опстанок или за влез. Па тогаш треба да се прекрстиш кога ќе влезиш, некако да ти помогне Господ, што викаме ние, за да не се повредиш, за да можеш да му помогнеш на тимот.
Да, тоаш приоритет треба да ти биде да не се повредиш, а не да победиш. На таков терен, како на Могила, пример, како што се игра првенствени утакмици, нема фудбал на таков терен. Што мислиш ти, си многу години на терените кај нас, има ли Македонија таква инфраструктура или терен кој што е максимално подготвен за надпревари? И покрај ова прашање ти поставувам уште едно прашање. Очекувам твое мислење, кога ќе го одговориш првото прашање. Треба ли Прилеп со толкав број на жители да нема каде фудбалерите да играат? Треба ли да чекаме уште? Па, прво на првото прашање да ти одговорам, не се проблем главните терени. Во сите екипи имаат главен терен за игра, меѓутоа проблем се терените за тренинг. Тие се најголем проблем, затоа што никој нема добар терен за тренинг. Ке ми извиниш, ке почекам второто прашање. Еве, кога сме кај терените, ја знам дека порано ти беше надвор од нашава држава, беше во една академија таму и ми се чини, ќе ме поправиш дали во Данска или во... Да, не се сеќавам, во Данска. Да. Тогаш имаше колку години? Мислам 17 години. 17 години. Ајде само накратко во 3 реченици. Академијата каде што таму ти беше, сигурно дека тие млади деца во кои што учествуваш и ти треба да имаат правилен физички развој. Накратко во 3 реченици, инфраструктурата онаму каде што беше ти тогаш во времето, сега се сигурно далеко појдени, но ме интересира каков беше филингот твој кога пристигна таму на 17 години, без мајка, без татко, сам таму треба да тренираш и да се избориш. Ајде накратко само наврати се малку. Па мене лично ми беше многу тешко, јас така сум поврзан за дома и наеднаш на 17 години заминав сам таму, што викаш, без мајка, без татко, без ништо и тешко се прилагодив. А за инфраструктурата нема споредба. 10 терени наеднаш тука, излегуваш 10 терени, со вештачка, со природна, со секаква треба. И затоа таму децата многу побрзо успева. Не дека тука во Македонија се нешто послаби децата, ама не се развива за разлика од таму. Добро, тогаш очекувам одговори на второто прашање што ти го поставив околу тоа дали конечно треба да профункционира се што се нарекува фудбалски храм во нашиот град. Твое размислување, ама најискрено. Па некни кога си бев во Прилеп појдов да го видам стадионот и слободно можам да кажам дека после Филип II најдобар стадион убедливо. И еве сега, како што слушнав некој најави дека треба наредна сезона веќе конечно прво коло да почне да се игра таму. Ама 6 години, 5 години од кога не се игра таму и стварно победа како клуб никогаш немаше да испадне од прва лига ако се играше на градски стадион. Сите знаеме каков е притисокот за гостинската екипа и вие знаете кога ќе дојде на градски стадион во Прилеп. Можеш ли вака сега, додека го правиме разговорот, да се навратиш на некој надпревар што си го играл за победа, а тебе што ти оставил впечаток или на кој што си имал притисок, меѓутоа си имал позитивен притисок затоа што знаеш дека околу тебе има многу луѓе со различни прекари кои што дошле да скандираат победа и да викаат Јорданчо врати назад, Јорданчо играј напред, ајде Јорданчо па удри го, па не знам, па врати се назад. Тоа е суштината на нашиот македонски фудбал, да се има од околу публика која што ја знаеш, а си дома на терен знаеш дека единствено максимално може гостинот да добие нерешен резултат, минимум од спротивната страна. Да. Па знаеме сите каква е публиката во Прилеп. Дека има најдобра публика. Таква последна утакмица која ми остави впечаток е кога влегувавме од втора во прва лига на утакмицата со Љубанци. И ние како млади играчи никогаш го немаме осетено толку да има публика на градски. И кога излеговме имаше негде 9.000 и 10.000. Сите за глава се фајчав, не знаевме што се случува. Оти никогаш го немавме видено таков. А замислете како им било на постарите фудбалери што играле пред полн градски. Така, да речеме, на пријателски надпревар помеѓу 11 октомври и победа, на времето имало 16.000 гледачи на пријателски тренинг надпревар. Да речеме со една
со една... Ние го немаме осетеното. Да, но тоа е многу важно, без разлика дали си фудбалер во одминати години, дали си фудбалер од 17-18 години, многу е моја констатација дека е многу битно. Оти знам дека на запад или во соседството и кога тренираат фудбалерите, публиката, односно армијата навивачи, идат ја бодрат. Еве да речеме еден пресен пример. Црвена звезда кога играше против Милан и кога судијата не успеа да покаже да го изведат корнерот, наредните 2-3 дена веќе на тренингот навивачите направија една одлична забава со фудбалерите. Тоа е многу важно. Дали ти мислиш дека е важна поддршката на навивачите, но ако гледаме само дека имаме стадион, сега немаме, но колку е битно тоа? Најважна е поддршката на навивачите. Сите знаеме дека мајмуните се голема навивачка група и нормално за победа значат многу. Ама доколку не е исто да дојдат на могила и не е исто да дојдат на градски стадион. Точно, тоа е факт. И ме интересира колку, еве играш во Кавадарци, колку таму клубот го сака публиката. Знаеме дека како се викаше навивачката група Лозари се викаше. Колку тие се поврзани? Да, претерано го сакаат клубот. Што значи тоа? Стварно фанатици се на клубот. Има поддршка на секоја утакмица, цело време се со клубот. Стварно исто како мајмуните во Прилепшост. Добро, Јорданчо. Сега ќе предложам само една мала кратка пауза, да се освежиме малку со музика, потоа си продолжуваме за фудбал, ќе зборуваме уште на многу теми, ти ни си денеска гостин. Ќе почекаш на линија, а ние слушаме нешто што сигурно го сакаат и го слушаат сите, слушат и гледате убав ден. Мој денешен гостин, Јорданчо Наумовски. Ние одиме малку со музика да се одмориме и се враќаме повторно на фудбалот. Само да знаш, све може да се припитови, а лепши су ти дивљи коњи. Ово ти nije мушка лаж. Само да знаш, и ноќна стража едном заспи, а мора и дете одрасти. Ти мени увек припадаш. Иду људи се леласте, знову неки те почасте. Не све иде, само немој ти. Нити метар, нити милиметар без долево. Не мораш од Бога срца, јер е твоје цело. Нити метар, нити милиметар без долево. Не мораш од Бога срца, јер е твоје цело. Само да знаш, и ноќна стража едном заспи, а мора и дете одрасти. Ти мени увек припадаш. Иду људи се леласте, знову неки те почасте. Нек све иде, само немој ти. Нити метар, нити милиметар без долево. Не мораш од Бога срца, јер е твоје цело. Нити метар, нити милиметар без долево. Не мораш од Бога срца, јер е твоје цело. Не мораш од Бога срца, јер е твоје цело. Секој ден слушајте и гледајте убав ден
на Радио Пела. Еве повторно назад по една мала музичка пауза, се враќаме повторно во студиото. Мој денешен гостин Јордан Чанаумовски, зборуваме на тема фудбал, за се она што се случува моментално кај нас во фудбалот, во македонскиот фудбал, но се разбира ќе прочепкаме малку и низ приватноста на Јордан Чанаумовски, но имаме за што да зборуваме сега во вториот дел. Зборувавме за колку е важна поддршката на навивачите. Сега ме интересира, Јорданчо, колку е важна поддршката од играчите, од оние домашните играчи кои што се сега во твојот клуб, затоа што спомна на почетокот дека многу играчи дојдаа во Тиквеш, се со цел да влези тимот во првата лига, но колку е важно сета таа адаптација помеѓу играчите, доаѓаате од различни градови, сега имате играчи кои што играле за Тиквеш, кои што го носеле дресот и порано. Каква е таа комуникација и колку е важна комуникацијата пред се? Па таа е најбитно кога ќе појдеш во некој клуб е да бидеш прифатен од тие домашни играчи. А ние тука во Тиквеш се чувствуваме како дома, стварно од домашните играчи немаме никаков проблем со нив и напротив, ние сме едно со нив. Цело време сме заедно и сме одлично прифатени стварно. А тоа е многу важно за атмосферата во тимот. Вела дека за да појдеш од еден во друг клуб треба да се процени квалитетот. Ти играш на позиција офанзивен везен, ако грешам, можеби некогаш и требаш во дефанзивната линија, но пред да пристигнеш во Тиквеш, колку беше важно сето тоа твое искуство кое што го преточуваше на терените. Знаеме дека ти си син на прилепската легенда Тони Наумовски, но имате, ми се чини, многу различни потези во текот на играта, многу различни фудбалски структури поседувате. Колку сето тоа беше важно за тебе? Дали од Тиквеш бараја на вистина квалитетен, искусен играч или едноставно се погоди да направиш трансфер во Тиквеш? Не, па тука ми беа битни амбициите. Ние со победа тогаш отпаднавме од прва лига и се појави проект тука. Тренер беше Љупчо Димитковски Гањо и правеше екипа за влез во прва лига. И така се договоривме ние со него и со председателот Масларков и дојдов тука. Меѓутоа лани сезоната ја прекина короната, знаеме дека не се заврши сезоната и така тој проект остана за годинава. И еве Брегалница влезе прва лига директно, ние ќе играме бараж. И мислам дека ќе го поминеме бараж. Дали во Тиквеш имаш достојна замена, затоа што знам дека претежно играш во првата постава, и колку во клубот има замена за сите позиции? Да, па квалитетна конкуренцијата е на ниво, на сите позиции има стварно добра конкуренција. Ако те прашам од каде ја црпиш цела таа мотивација и енергија, си само на неколку километри од твојот град, знаеш дека го носиш дресот за друг клуб, добро, професионалците кога играат за друг клуб, работат и тоа го одработуваат и потоа тоа го наплатуваат во наши услови и не знам колку добро сме играчите се платени, но како и да е, како и со што ја црпиш енергијата, мотивацијата од надпревар во надпревар? Па овде тој мотив ни е влезот во прва лига. Затоа сме дојдени тука, не сме дојдени за да си играш во втора лига, туку сме дојдени за да влезеш во прва лига. Така мислам дека треба да биде в година и кај нас во Прилеп. Треба да се направи екипа за влез во прва лига. Ти одигра против Победа на надпревар и Тиквеш триумфираше тука на стадионот на Могила со 0-1. Што мислиш сега моменталната ситуација со твојот матичен клуб? Дали сметаш дека навистина се на вистинската позиција во втората лига? Сметаш ли дека беше конкурентен како клуб со останатите клубови? Не, мислам дека не требаше да биде на тоа место, на 8-9 место која е Победа, не требаше да биде на тоа место, ама како што кажав на почетокот на разговорот, дечките во Победа играат на Могила, таму нема фудбал. Со кого и да играш таму е тешко. И затоа нема доволен број на бодови.
Ти знам дека се дружиш со каде приватно, каде се среќавате често. Какви се зборовите на оние кои што го носат дресот на победа? Што се зборува ли често за ова сезона и за претходната, зашто реално ако минатата сезона не прекинеше поради пандемијата, победа сигурно денеска ќе играше во третата лига Југ, чиста среќа што се прекина, да речеме, првенството. Се зборува ли нешто за победа? Еве да ни откриеш. Знам дека разговараш, се дружиш каде со личности кои што сега играат, кои што порано го носеле дресот. Па не е тајна дека имаше финансиски проблеми во победа ова година, две, колку беше. И сега моите информации се дека тоа, дека играчите биле исплатени, дека се мисли на големо за другата сезона. И се надевам дека наредната сезона ќе направат екипа за да се влези во прва лига, не е место на победа да игра во втора лига. Ти како фудбалер, еве твое мислење, што мислиш за да се врати публиката повторно во Прилеп на градскиот стадион? Еве спомнавме дека можеби ќе профункционира. Што е потребно? Твое размислување, ти си во една таква ситуација кога имаш одиграно многу надпревари, си се преселил од еден клуб во друг, знаеш какво е чувството, но твое искрено мислење, што е потребно за нашиот Прилеп за да го врати повторно епитетот за најфудбалски град? Што мислиш? Што треба да се направи? Кои се чекорите? Еве ти си во Тиквеш, но може многу лесно да се вратиш тука во Победа, но за тоа треба секако финансиска поддршка, затоа што како викаат стари, не ги кршиме нозете за лепе очи, така? Да. Па така, најпрво мислам дека треба да се направи на финансиска конструкција и да се каже колку е дометот на тие финансии. После, од кога ќе се направи буџетот, треба да се, по мое мислење, да се соберат прилепските деца, што има 10-15 играчи што се надвор од Прилеп. А со тие играчи не само што Прилеп ќе биде прволига, што ќе се бори за горните места. И така, мислам дека публиката со време ќе се врати на стадионот. Сега знаеме сите дека на градски стадион ќе се игра, нема поиќе на Могила да се игра. На Могила, како што ти кажав, нема ни фудбал, ни публика, ни ништо. А сега од другата година има нова ситуација, ќе се игра на градски стадион. Знаеме дека покрај ти што играш во Тиквеш, ми се чини дека и твојот брат игра во втората лига, Брегалница, ако сгрешам поправиме, дали се сретнавте годинава на надпревар? Да, два пати изигравме 1-1. Еве, тие се прво место, тие влегоа во првата лига. Ние ќе пробаме преку баража. Какво е чувството да се игра против собствениот брат на терен? Дали има попуштање, дали има бате пушти да поминам, бате дај да направам некој потек, или кога ќе се излезе на терен нема циле миле? Има ривалство големо меѓу Брегалница и Тиквеш, исто и Брегалница е добро организиран клуб и нема тука попуштање. На терен нема ни браќа, ни другари, ништо. Одлично, тоа ми се допаѓа и така треба да се носи дресот на својот клуб, без разлика каде настапуваш. Ајде да те прашаме нешто, да ни кажеш, да откриеме, да видиме колку Јорданчо се сеќава на Победа, да ни кажеш барем 5 до 6 играчи кои што го носеле дресот на Победа, тебе кои што ти оставиле впечаток и еве направи една, да речеме, конструкција на еден тим кој што ти сакаш да си го гледал и си сакал да го гледаш. Може тука да го вметнеш и Тони Наумовски, ајде да наодиме со пријатели, ама што мислиш, кој е идеалниот тим на Победа за тебе? Јас сум пораснат тука на стадионот. Татко ми уште играше, ме носеше на секој тренинг и ги знам од сите генерации, сите играчи. За кој да ме прашаш, за секој ќе ти кажа. Ајде еден тим да направиме. Тим се зависи од која генерација. Јас ги памтам тие што се, пример, голман од постарите генерации. Јас ги памтам тие Боби Тенев, Завиша Пејич, после Даре Тофиловски, сега најново Давор Талески, не знам, сите се одлични голмани. Ние правиме еден тим од твоја страна и ти треба да ни кажеш позициите. Еве одбираме голман,
Кој е на голманското место за тебе? Голман Давор Талески. Добро, затоа што сте тука некаде во Да, и одличен голман. одиме десен бек. Десен бек. Капинковски мислам играше десен бек Добро. и заден везен. Добро, одиме од левата страна. Лев бек. Лев бек Благовиć Адамески, бецето. Добро, и сега тука некаде игра за клубот, така? Да, уште игра, ама тоа е исто така легенда на победа. Одиме двајца стопери кои што тебе ти оставиле најмногу впечаток. Сега штопери. Има тука многу кои што играле на таа позиција. Ајде да одбереме Јас 20. еден ќе одберам, тоа е мојот тренер, што ме порасна, Владо Димовски, Цуцлат. Добро. Уште еден. Уште еден. Од понова генерација, да ги споиме малце, со Дарко Илиевски. Добро. Одличен избор, така младо искуство. Одиме во дефанзивната линија везиста кој што тебе ти оставил впечаток. Па тука Мегленски. Да, кој што сега е во штабот на Шкупи заедно со Гоце Седловски. Да, Тони Мегленски и Жилсон може тука да остави. Одлично. Значи, кога дојдоа тие тројца фудбалери од Бразил направија ршум низ Да, да. И уште еден штопер со тројка би играл јас назад. Ајде. Дарко Крстевски. Добро, значи комбинација бразилско-прилепска. Добро. 3-5-2 формација, 3-5-2. така би играл. Тогаш одиме со офанзивната линија. Офанзивната линија, мислам тука Николче и Тони Наумовски. Тандем снова. Добро. И сега уште крила и шпиц. Да. Знам Шпиц. кој ќе биде шпицот Оливеира. Не, Оливеира и Несторовски тука. Добро. Пајчат има оставено голем трак во победа. Имаме уште двајца на крилната позиција. Сега крило. Не знам крила кој тука. Многу фудбалери поминале низ победа. Ајде, не мора да бидат крила, нека бидат офанзивци. Баче, Добро. за кој имам слушнато многу дека бил еден од најдобрите фудбалери во Прилеп. Добро. Значи, за Сашо Крстев исто имам така. Добро. Слушнано. Тогаш Добро муабет. кога беа со неговиот брат Миле и Саша Крстев, исто така беа. Да. Не знам дали ти те Има уште многу играчи што сега не може да ми текна, ама ги знам. Додека го правиме разговорот, мене ми текнува на одличниот настап на Ванчо Мицевски за победа. Еден одличен центарфор кој што беше така чекач, но мудар, паметен чекач. Нешто во стилот на Филипо Пипо Инзаги. Да. Па има многу играчи. И имале многу големи успеси, затоа знаеме сите со Перуџа, со Парма, да ги донесиш ти Парма да ти игра тука во Скопје, е голема работа. Или Перуџа со Наката, со Рапаич. Кажи ми сега кој тренер би го ставил ти на победа? Сега, Дарко не можам да оставам тренерот, тие го ставивме играч. Мегле и тој го ставивме играч. Тренер може, Јане Николовски. Добро. Значи ја направивме конструкцијата на победа и многу е убаво вака кога ќе се потсетиме на некои времиња. Кажи ми, ти дали би се ставил во еден ваков состав? Доколку би ги имал сите играчи, дали би можел да влезеш во прва постава или ќе чекаш 75-та минута? Искрено покрај тие играчи, клупа. Добро. Ќе те прашам уште едно блиц прашање. Што мислиш кој е најголемото дерби во Македонија? Се крева фама дека е Пелистер со Вардар, ама по мене е победа Вардар. Битолчани ако ги прашаш ќе ти реча Пелистер Вардар, Прилепчани победа Вардар. Кој е кавадаречко дерби? Во тој регион кој е? Дербито на Тиквешијата тука. Тиквеш со Вардар Неготино. Дали имаш играно на едно такво дерби? Немам, ама имам гледано видеа и тоа исто како Бока со Ривер кој ќе игра.
Добро, значи 0-0 до 91 и 92 прекин 10 минути ради влез на Со кореографи, со се, со сите нишани дерби. Добро, сакам да ми кажеш кој е твој играч на кој што можеш да се огледаш или да научиш повеќе, не мора да е од нашата сцена, може да е светски познат играч, па потоа ќе те прашам и за кој клуб навиваш, што ти, ако не се погодиме за ист клуб, тогаш Па мене ми е омилен играч ми е Дейвид Бекам, пораснав со неговите игри. и многу сакаш да даваш голови од слободен удар. Сакам, ама тешко ми оди од слободен. Добро. Само еден или двајца може да даваат од слободен удар од прилеп, тоа беа Наумовски и Бачи. Да, тие, не, далеку сум ја со нив. Добро. Кажи ми за кој клуб навива Јорданчо? За Реал. Ама се слабо му оди некако. Ништо не правиме со клубовите, сме на различна страна. И пред да завршиме, ајде малку да видиме кој е Јорданчо Наумовски надвор од фудбалските терени, што прави Јорданчо Наумовски кога нема фудбал, како се храни Јорданчо Наумовски кога треба да се храни, со кого се дружи, има ли половина која што го прати во животот и така. Да, па како? Како секој нормален човек. Си излегувам со другарите, имам девојка, си излегувам со неа. Дали Нормално, дали девојката критикува кога Јорданчо не знае што да направи со топката на некој натпревар? Оти не може секогаш да оди, мора и некогаш да не оди. Сега вечерта сте биле со девојката, сте правеле многу поинтересни работи, сега другиот ден не оди, кога не оди. Што вели? Критикува, знај да критикува, има око за фудбал, знај. Ја разбира играта. Добро, ќе ми кажеш ли што сакаш најмногу да правиш со своите другари? Па со другари сакам да се излезам и да не правам муабет за фудбал. Ете, тоа е многу Да. добро, многу добро од твоја страна. Кажи ми дали си романтичен? Не, ич. Како изненадуваш твојата подобра половина? Не знам да изненадувам, не знам. Та романтиката во трет плане. Не Добро. Што е она што си го кажал најубаво, а да добиеш насмевка или убав поглед? Тоа ме интересира. Сигурно нешто ќе кажеш, не можеш да речеш утре давам 3 гола. Не знам, тоа не може да ми текне одговор на ова прашање. Добро. Каде сакаш да поидеш, а не си бил досега? Каде? Бразил. Бразил. Рио. Да. Тоа по фудбалска страна или онака Не, да по доживееш? фудбал. На шетање. Добро. Која желба не ти се исполнила, сакаш да ти се исполни? Па не знам баш. Јавно да не ја кажувам желбата. Може слободно, зашто да не? Ако, не мора. Добро. И кажи ми, твоја прогноза. Македонија Украина, Македонија Холандија и Македонија Австрија. Ама најискрено. Репрезентацијава покажа дека може да игра со секој и стварно има квалитетна репрезентација. Сите играчи играат во јаки клубови и сите играат стандардно. И затоа кога не се исплашија од Германија, зашто се исплашат од Украина, од кои се Австрија и Холандија. Може се да се случи. Твое типување. Ова го имаме, ќе остане како снимка, можеби, не знам, Да. ако ги погодиш Моето типување резултатите. дека може да се изненади со, мислам не е тоа ни изненадување со Украина дека може да ја победиме Украина и да се извади поволен резултат со Австрија и со Холандија. Значи измеѓу тоа второ и трето место, моје мислење. Резултатите ние ги сакаме од твоето типување, можеби ќе погодиш, па ќе треба да те наградиме. Резултат ајде со Украина нека биде 1-0 за нас, Австрија 1-1 и Холандија исто 1-1. И влегуваме понатаму. Влегуваме понатаму и тогаш од Амстердам се упатуваме можеби во некој друг град да играме Да. осми на финале и таму ќе ни падне повторно Германија и ќе... Пак ќе ја тепам. Значи ние одиме до полуфинале, одлично, Одиме, супер, ако не супер. финале можеш. Јорданчо, јас ти благодарам што одвои време, малце повеќе од половина час те поврткавме, но ни беше многу интересно разговорот, малку се навративме на победа, на тиквеш, на се она што се случува во
нашето фудбалско првенство. Пред да завршиме на крајот една твоја порака до сите наши прилепчани, македонци, кавадарчани, сите љубители на фудбалот, што да очекуваат од македонските прволигаши и второлигаши? Па ништо, да ни дадат малце поддршка, не само да не критикува и прва лига и втора лига. Сите знаеме со какви потешкоти се соочуваме и фудбалери, и се и стручни штабови, и се малце поддршка да ни се даде и на прва лига и на втора лига. И тоа е. Јас ти посакувам многу успех понатаму. Кога ќе треба, врати се во победа, но само онака како што треба. Дај Боже да те гледаме во прва лига, па сега ако отпадне Силекс или Ренова, тоа е тоа, барем ќе имаме представник во првата лига, уште еден од прилеп покрај многуте кои што играат, како Карчевски, како Талески во првата лига и уште многу други да не ги броиме. Тука и Илиевски, секој е добро. Има и Да. Добро. Има и убав ден. Секој е добро и се гледаме во прилеп и пази што правиш со девојката, малку биди романтичен затоа што може да погледне ова видео и после ќе направиме некој проблем. Важи, се гледаме. Секој е добро. Чао. Thank you.